Денеска ќе зборуваме за една многу интересна тема, за корупција. Шала на страна, мислам дека баш корупцијата е една од најголемите причини зашто имаме толку голем одлив на мозоци во државава, тоест од државава. Најчесто во разговори со мои познаници кои што си отишле од државава или сакаат да си одат, се спомнува токму корупцијата како една од главните причини. Односно, она перцепција која што ја имаме дека во државава не можеш да постигнеш речиси ништо ако немаш врски. Истражувањата велат дека 80% од населението верува дека во последните 10 години корупцијата се има значително зголемена. А тоа го потврдува и индексот на перцепција на корупцијата, која што вели дека Македонија, заедно со Босна, е последна во регионов, последно рангирана. Пред нас се сите држави, а на прво место е Словенија. Мене не ми изненадува тоа. Македонија е рангирана на 111-тото место од 180 држави и сме на исто рамниште со Монголија и Панама. Сега, што е корупција? Корупција представува злоупотреба на службената положба за остварување незаконска приватна добивка. Формите на корупција се разликуваат, но вклучуваат подкупување, изнуда, протекции, непотизам, покровителство, мито и проневера на пари. И не ми е чудно тоа што имаме перцепција дека корупцијата се случува на дневно ниво кај нас, затоа што на вести кога и да уклучите ќе слушнете за нешто од овие работи кои што ги набројав сега. Вели, зборот корумпиран потекнува од латинскиот збор corruptus, која ќе се користи како придавка. Овој збор буквално значи крајно расипан. Не би сакала да донесувам заклучоци од типот дека нашиот систем е крајно расипан и бла бла бла. Меѓутоа, ова кажува доста. Експертите велат дека за да се спречи корупцијата, потребно е државните институции да бидат потранспарентни, односно да ги објавуваат информациите во отворен и лесно достапен формат. Мислам дека е многу логично дека ако мислиме дека некој крие нешто од нас или гледаме дека некој крие нешто од нас, логично е да му веруваме помалку. А доколку ги имаме сите информации кои што ни се потребни и јавно достапни, веројатно ќе се покрене нивото на доверба во институциите. Сите знаеме за барем некој случај каде што таткото си го вработил синот или ја вработил, не знам, првата братучетка. Знаеме за примери на професори кои што барале пари за студентот да положи испит. Знаеме за случаи каде што се бараат пари или се оценуваат луѓето за да се изврши нешто или за некој процес да оди побрзо. И нормално е сите овие работи едноставно да ни ја намалуваат мотивацијата за живот во државата. Јас лично немам многу доверба во правниот систем во државава, за жал. И немам многу доверба дека сите овие случаи на корупција се казнуваат и се фаќаат на време. Меѓутоа, се надевам дека сите овие работи кои што се случија во последниве години, нели на тема мито, корупција и сето тоа, се надевам дека се во ова ќе вроди во некаква промена во државава и дека ние како граѓани ќе имаме повеќе доверба и ќе можеме да се ослониме на државата за вакви работи и да ќе имаме доверба дека сме заштитени за вакви случаеви и дека ќе можеме да пријавиме ако се случи нешто вакво. Она што ни останува е да продолжиме да бидеме заинтересирани за се што се случува, да се информираме и да бараме од институциите да бидат потранспарентни и да ни ги даваат сите информации кои што би требало да ги имаме.